Стеј на Play FM на 8 минути после 12 часот во денешното издание на емисијата Play Cafe на тема спорт ви најавив дека ни гостува Маријан Ќушковски, заменик председател на фудбалски клуб Караорман. Караорман на радост на сите стружани после повеќе од една деценија оваа сезона успеа да влезе во втората лига, а публиката е секогаш на трибините да ги поддржи нашите фудбалери. Со Маријан денеска зборуваме за клучните теми кои што вклучуваат досегашни резултати во втората лига, целите на клубот, квалитет на играчи, улога на публиката и така натаму. Најпрво, Маријан, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Прв пат сте ни гости, нева можност да ги поздравите слушателите на Play Radio и почитувачите на Караорман. Голем поздрав до сите слушатели на Play Radio и ви благодарам на поканата да видам ваш гостин. Така, досега во втората лига Караорман има одиграно 10 надпревари, имам 4 победи, исто толку порази и имате 2 реми надпревари. Кажете ми колку сте задоволни од постигнатите резултати, се поклопија ли на некој начин вашите очекувања кога започна оваа сезона со она што практично е постигнато досега на терен? Во Гопава сме задоволни од постигнати резултати и освоените 14 бода кои не се зацврстуваат на средина од табелата. Секој пат може повеќе, меѓутоа, со оглед на фактот дека ние сме нови второлигаши, е многу потешко кој ќе си од трета лига, кој ќе влегуваш во втора лига, самиот тренажен процес, самиот надпреварувачки циклус е различен и слободно можам да кажам дека сме задоволни. Целиме кон повисоки остварувања, но во глава сме задоволни сите во клубот од постигнатите резултати. Така, не спомнавте и сами кога го презедовте раководството со клубот Караорман беше во трета лига и тоа некаде на дното на табелата. Кажете ми што се промени за да успеете да дојдете до втората лига и колку сте сега задоволни од квалитетот на играчите кои што ги имате? Па вака, една мала група на ентузијасти, предводена од сегашниот председател Ристе Ќушковски, во желба да направиме нешто добро за градот, па и за самиот клуб од каде потекнуваме ние, пошто сите сме бидени поранешни спортисти и фудбалери, самиот клуб нас ни е врежан во срцето. И имавме желба во нашиот мандат од 4 години, клубот го презедавме 2019 година, се поклопува мандатот, 4-годишен мандат 2023 година, каде клубот слави 100 години од постоењето. Една огромна традиција, и токму затоа имате и голема одговорност. Така е. Решивме да се втурниме во оваа авантура, која можам да кажам дека не е така лесна и едноставна. Меѓутоа, желбата да направиме нешто е поголема и со добра организација, со добар избор на ентузијасти. Значи, морам и тоа да напоменам, сите што сте во клубот, фудбалскиот клуб на Караорман, се ентузијасти, нема никакви примања, значи самите и даваме во самиот клуб за да оствариме целта. Првата цел ја имаме остварено, влез во втора лига, после 13 години, тука не застануваме, желбата наша е и влез во прва лига, меѓутоа, чекор по чекор, сакаме првин да се зацврстиме во оваа втора лига, па понатака да атакуваме и на влез во првата лига. Така, ајде да позборуваме за она што ни тоа како е важно, а тоа е улогата на публиката. Освен што во Струга сме сведоци на полни трибини, има почитувачи на клубот кои што патуваат по своја иницијатива за да ве бодрат кога играте и на гостински терен. Кажете ми како сето тоа влијае на играчите и колку е всушност мотив плюс? Самиот факт што имаме продадено преку 350 годишни карти, што не е мала бројка, не мотивира многу публиката како публика. Затоа и сега фудбал, за публика да се игра. Ние сме изненадени кога ќе видиме наши симпатизери дојдени во Велес, во Виница, значи патуваат по 350 километри за да не бодрат за еден сат и пол. Значи тоа е многу позитивно влијае на нас и на играчкиот кадар. Тука морам да ја спомнам и на навијачката група Паткари Струга, каде се наши редовни поддржувачи
и сме во многу коректни односи со самата група. Така, ајде да позборуваме за она и сами спомнавте дека има сезонски билети, тоа за надпреварите кои што се играат на домашен терен. Да. Каков е интересот досега и сите оние кои што сакаат да набават, кажете ми како може да го направат тоа? Сезонските карти се за домашните надпревари. Може да ги набават лично кај мене или да исконтактираат на Facebook страницата на фудбалскиот клуб Караорман. Цената е, можам да кажам, символична, меѓутоа и значајна во финансирањето на клубов. Така, Цената е сите оние 1000 кои што денари. купуваат, тоа им е всушност и целта. Освен да ги следат Така е. надпреварите, секако и да го помогнат клубот, но за финансискиот дел ќе зборуваме малку подоцна, да се вратиме најпрво на актуелната сезона. Можам само да кажам, дали може да Секако? кажам дека за сезонските карти не изненади фактот што многу луѓе што се надвор од државава и од градов купија сезонски карти. Луѓе што се во Австралија, во Америка, во Франција. Можам слободно да кажам преку 150 карти им е тие набавено, само за да го помогнат клубот, што не е мала бројка. Се надеваме дека уште ќе растиме во тој дел. Така, Но тоа што- чекор по чекор, Тоа чекор што по го чекор. кажувате е навистина одлично, што значи дека тоа што ми го спомнавте практично на почетокот на разговоров, дека фудбалски клуб Караорман воопшто не е заборавен. Да се вратиме на актуелнава сезона, кои ви се очекувањата за надпреварите кои што следуваат, затоа што кога го договаравме ова интервју ми рековте дека првичната цел засега е да се остане во втората лига, што всушност му недостасува на клубот за да котира малку повисоко. На клубот му недостасува искуство, според мене, во моментов, пошто нова екипа, 20 нови играчи, додека тие да се уиграат, да се прилагодат на тренерот, на тренажниот процес, сака малце и време. Затоа и на почетокот ви спомнав дека во принцип ние сме задоволни од постигнатите резултати и освоените бода. Играчите кои ги селектиравме, имаме доста квалитетни играчи со вистинско фудбалско CV зад себе оставено. Исто така имаме и млади играчи кои допрва ќе се афирмираат и допрва ќе слушна и македонската јавност за нив. Со овој играчки кадар со кој располагаме, слободно можам да кажам дека ние за брзо време ќе сме и во горниот дел на табелата. Ево ги поканувам и сите љубители во сабота, во 1 часот, имаме дерби надпревар со фудбалскиот клуб Пелистер. Најавени се гостински навивачи, исто така нашите навивачи не ни сакам да ги спомнам, пошто тие се редовно присутни на нашите надпревари и на домашен терен и на гостински терен, да дојдат да присуствуваат на овој фудбалски спектакл, што желбата наша и мотивот наш беше таа, да ја вратиме публиката и да го вратиме градот и посебно фудбалскиот клуб Караорман на вистинските патеки. Пошто фудбалскиот клуб Караорман е респектабилен клуб и почитуван од цела македонска јавност. Каде и да одиме на гостински надпревари, нас не пречекуваат со респект и со почитување. Така исто и ние ги пречекуваме. Меѓутоа, многу не радува фактот што не е заборавен. Значи, и самите луѓе во другите градови, кога слушнаа дека Караорман се врати во втората лига, многу позитивни комплименти добивме, многу честитки. Не изненади фактот тој, меѓутоа, Караорман си е Караорман. 100 Така, години. сето тоа е позитивно што го кажувате. Сега кажете ми со оглед на тоа дека зборуваме за клуб со предолга традиција, колку поранешни фудбалери од фудбалскиот клуб Караорман сега ви помагаат и во смисла на подготовка на играчи, во организација и во финансиски дел? Поранешни играчи кои ни помагаат, целата 80% од управата на фудбалскиот клуб се поранешни играчи на Караорман. Дали во младите категории, дали во сениорскиот клуб, во принцип сите сме тука задоени. И имаме играчи поранешни конкретно што ни помагаат во моментот. Сакам да го спомнам Вејче Шумуликовски, кој лани ни донира опрема, топки, дресови.
сакам да го спомнам сега Игор Митрески. Игор Митрески е активно вклучен во раковарењето на клубот и во изборот на играчите во моментов. И можам слободно да кажам дека изборот е добар на играчи што го има направено, заедно со мене и со председателот. На голема благодарност сакам да искажам до Мирче Чурковски, поранешен голман на фудбалскиот клуб Караорман, кој сега е во Америка. Конкретно и тој ни помага, и неговиот татко, поранешен голман на Караорман, и тој помагал, така во традиција остана, тие што помагале секогаш да помагаат. Така е, сега освен на оние што се љубители на фудбалот, поранешни фудбалери, за финансискиот момент кажете ми колку во Струга постојат други поединци или пак општествено одговорни компании кои што би сакале да инвестираат во клубот, затоа што тоа сигурно многу ви би помогнало. Да, кога преземавме ние клубот, направивме една рамка на финансирање на клубот. Фудбалскиот клуб Караорман е од ретките клубови во Македонија кој располага со сопствен терен. Самиот факт што располага со сопствен терен е малце понапет од останатите клубови. Имаме извори на самофинансирање кои се на самиот терен. Еден од изворите на финансирање, значи закупнина. Исто така ваучерите многу ни помагаат. И трета ставка, картите, кои како што кажав, многу сме задоволни од продажбата на сезонските карти. Исто така на секој надпревар ние продаваме дополнителни карти. Луѓе што си имаат купено сезонски карти, повторно си купуваат карти. Значи, само за да го поддржат. Така е, да. И по 2, по 3 карти, значи тоа е многу позитивно делува на самите луѓе што го водат клубот. Многу позитивно. Значи, кога ќе видиме тоа наврата, не мотивира да продолжиме и да оствариме сето што имаме зацртано, влез во прва лига во наредниот мандат. Така, сето ова што го кажавте... Фирмите во градот, имаме фирми што ни помагаат, меѓутоа очекуваме уште повеќе. Ние сакаме да имаме меѓусебна соработка. Значи, не само да финансираат, не. Значи, меѓусебна соработка и самиот клуб да ги афирмираат тие фирми, исто така и тие да не афирмираат, нас и да не помагаат. Да имат меѓусебна соработка и обостран интерес на компаниите. Се надеваме дека во тој дел малце затаивме, меѓутоа оптимиста сум и мислам дека ќе крениме во тој дел за финансирањето од самите фирми. Случај ни дај ветар во грб за целта што имаме остварено. Така, ете ова нека биде повик до сите компании кои што сакаат да соработуваат со вас истовремено и да инвестираат во клубот. По сето ова што го кажавте, навистина ги имате повеќето од условите за да котирате високо и да ги остварите сите цели. Јас многу ви благодарам за ова гостување. Верувам дека викендов ќе се радуваме на нова победа и дека ќе имаме уште многу причини за повторно да ни бидете гости. Ви благодарам на поканата уште еднаш. И се надевам во сабота, заедно со вас, ќе победата ќе прославиме во понеделник на Плей Радио, во утринската програма. Така, ние сме тука секогаш како медиум да ве бодриме и да секако да го следиме напредокот на фудбалскиот клуб Караорман. Тоа беше разговорот со заменик председателот на фудбалскиот клуб Караорман Маријан Кјушковски. Ова е Плей Кафе на Плей Радио. Продолжуваме понатаму со Сансет.